Значи, традиционално факултетот за драмски уметности го воведе овој принцип да научите што е антички театар. Македонија има голема традиција во театарот. Значи, да дојдете да настапите, да го сетите тој момент, што значи да се игра на отворен простор, каде што театарот е настанат. Тој е настанал тука. Видете, ние сме долу, публиката е горе. Во современиот театар принципот е во сцената кутија, актерот е горе, публиката е долу. Сосема спротивен принцип е. Знаете, она што Борза го нарекува за македонската култура, македонски фестивал, воведен во антиката, кој почнувал со спортски надпревари, со беседништво, поезија и обврзно завршувал со театар. Значи, македонски фестивал, затоа во Република Македонија имаме 4 откопани антички театри, веројатно има и други помали, и како се оддалечуваме од овој простор на македонскиот полуостров, театрите се шират и се зголемуваат. Значи, просекот распонот на театарот на оваа кружница е 30 метри. Хамон и Борза се прашуваат зошто бил потребен толкав круг. Зашто тука се случувале оро, свадби, значи, како да кажеме, театарот во Дион, Епидаурот и Скупскиот театар имаат иста кружница, 30 метри распон, се играле ората, се пееле песните на Дионис и се случувале тие празненства. Она што е важно дека театарот е длабоко врежан во македонската култура, иако тие ги нарекуваат римски, грчки, ги разликуваат по тоа што едниот е полукружен, другиот е кружен. Оние што ги граделе театрите се македонците. Во Рим, дури после 200 години по поделбата на Македонија на 4 склавинии, почнале да се прават театри, тие вовеле гладиаторски борби, бидејќи немале литература. Најдобриот озвучувач на театарот Ксенофон е ученик на Аристотел. Значи, принципот да се слави Дионис, да се игра, да се пее, го имаме ние денески во македонската народна култура. Најголема драма обредна е свадбата, каде што се знае во сценарио кога се сече, кога се бричи, кога се оди кај невестата, кој се качува на коњот, кој се враќа и така натаму. Тоа е тоа сценарио. Во театарот се бирал и царот, во театарот во Еге е убиен Филип II, долу од Павзани, и целата војска под оружје од сцената слегла долу да му се поклони. Тоа е првата крвна жртва во театар. Да се случувала свадба на Александар Молосиски и ќерката на Филип II Клеопатра II или III. Театарот бил општествено место, се бирал царот, се држале собири, затоа е тој важен момент. Во зборот на театарот теа и атар, значи теа значи гледка, гледам, теос гледам, и атар дарувам љубов, значи кај што место каде што се гледа, излегуваш ти. Принципот на античката драма зборува за односот на човекот со Бог, дали треба да направи, како да направи и така натаму. И вие гледате во Илијадата дека најчесто тие го гледаат духовниот Божиот свет, што од денесна точка за нас е несватливо. Ако некој почне да ти кажува дека гледа ангели и демони, ќе мислиш дека е мрднат. Значи зборуваме за тој духовен момент. И тој е тој театар да ја сетите силата, и навистина е прекрасно, посебно навечер кога играте овде, има друга посебна сила. Уште две реченици ќе ви кажам, прославите на Дионис, за трагедиите се случувале 3 денонокија без прекин, значи публиката не си одела, се играле 3 денонокија без прекин представи, навечер, сабајле, а комедиите траеле 24 часа. Значи тие биле тие 2 Дионисови слави. Едната денеска е во февруари, што се нарекува Свети Трифон, малата Дионисија, големата Дионисија е во септември, кога се бере грозјето, односно кога се крои лозјето, е големата Дионисија, и тогаш се играле и се пееле тие приказни. Во Македонија има многу, значи, за театар, затоа велат дека е колевка на театарот. Вие сте сега на еден македонски антички театар, ти кажат кој го изградил овој театар? Римјаните. Римјаните ли дошле од Рим да го изградат театарот? Во Тресонч има еден мост, не знам дали го знаете, еленски скок таму кој ќе тргнете од Маврово према Девар. И среќавам еден овчар со овци, го прашувам кој го изгради мостот? Римјаните. Викам Цезар дојде да ви гради мост, викам вие не градите. О, ние градиме, ние Стамбул го изградивме. Па вие Стамбул го изградивте, а Цезар дојде да ви гради мост овде во Скркава, во пустелијата. Така да денеска ќе го зборувате Хомер, кој е 17-осмински такт, ние можеме да го одиграме тоа во орото. Дактилите, дактилот е метричка стапка, леви и десни дактили, кои денеска почнува секоја втора или прва македонска народна и современа поезија. Значи, навистина има сила во тие, да ги викнете дактилите, да си отворите душата и срцето, да примите сила и да ве гледам еден ден, да се радувам да бидете добри актери во Македонија, на македонска култура,
македонски јазик, тоа што е запишано, она што Борза го нарекува македонски фестивал. Толку. Ајде сега, а сега продолжи ти. Ајде. Ахиле, сакан од Зевса, ме викаш ти да го откријам гневот на Аполона Бога, на далекометна го цара. Еве, ќе го откријам, а ти подај ми вера и клетва зашто ќе разгнева мажа што е над аргејците сите. Од тие најсилен цар и ахајците сите го слушаат. Зашто во истиот денак успее срдба да свлада, сепак останува гневот во градите негови долу. Току кажи ми, дали ќе ме спасиш? Речи го сосем смело пророштвото ти што го знаеш. Жими Аполона Бога, што Зевсу е мил, и од кого пророштва ти за данајците откриваш вестен молејки. Седур сум жив и гледам на земјава, не може раце да ми ти принесе тешки кај витиве кораби тебе друг код данајците сите. Ни самиот цар Агамемнон, што сега се гордее пред ахајците дека е најпрв. Тој ниту за хекатомба приговара, ниту за завет, туку за жрецот што тешко го навредил цар Агамемнон, не отпуштајки му керка, ниту откуп да прими сакајки. Затоа Аполон болесни дал и уште ќе даде. Тешката поморна чума тој не ќе ја пропади прва ако царот не ја пушти кај татко и милата мома, без откуп и не испрати хекатомба во пресвета Хриса. Нема да бидеме мирни, седур не смилиме Бога. Пророче Зол, не си ми рекол ти ништо убаво уште. Сети во твоето срце е помило грдо да гаташ. Убаво досега не си ми рекол нито ми стори. Пророкувајки и сега ти сред данајци думаш, како да далекометец ним затоа болест им прати. Зашто откупнина светла за момата јас Христида Божем сум некел да примам. Зар јас не ја милувам в дом да ја држам и љубам повеќе од Клитемнестра што ми е законска жена? Зашто од неа Полоша не е ниту по снага ни става, ни в ум, ни во работи рачни. Туку јас пак ќе ја дам што ме поарно тоа. Милувам народот мој да се избави од што да страда. Да ми изготвите на еднаш дар, да не оставам само јас пред аргејците без дар, не прилега за мало. Преславен си на Атреев, најлакомен ти меѓу сите. Како ли дар ќе ти дадат ахајците смели и силни, кога заедничко ние сокровиште немаме нигде, зашто сме делиле се што од разните градои сме зеле, а тоа пак не прилега да го враќаат луѓето назад. Не ми се преправај мене, боголики Ахиле. Вака колку и умен да си, оти не ми го свртуваш умот. Или пак сакаш да ти имаш дара, јас овдека вака лишен да седам, што ти ме советуваш јас да ја вратам. Но ќе ми додајат мене ахајциве силни и смели, годувајки ми достоен дар кој што срце ми сака. Ако не ми дадат тие, јас самиот можам да појдам во Ајант или Одисеј и да го земам, а тој ќе се најути кому ќе дојдам. За ова посет не ќе расправаме ние. Сега пак коработ црн да го истуркаме в мирното море. Веслачи издостав натре да збереме хекатомба кладем. А Хрисеида ја личната качиме горе. Еден од мудрите мажи заповедник нека биде. Ајант, или Доменеј, или пак Одисеј овој дивен, или пак Ахиле ти, што си најстрашен јунак од сите. Далеко бранецот да го смилува жртвата вајки. Ушто си бесрамен ти и на дарови само се думаш. Како зборовите твои ќе послуша ахаец некој, дома да појде или пак да со мажите смело се бори? Зошто за тројците јас копјаници не сум ни дошол вамо да со нив се борам? Зар никако не ми се криви? Никога тија ниту говеда ми зеле, ниту пак коњ. Ни во гручестата птија што јунаци храни, ни еднаш ниту ми се отреле седба. Заш насреде ридови мошне многу ценчовите има и прешумно мори и бучно. Туку, следејките тебе безсрамниче, за ти да се радваш, бараме и за Менелај и за тебе кучко од Троја отплата. Но ти за тоа не се грижиш баре ни малку. Туку се закануваш и дарокот мој да го земеш што сум го добил со труд и ахајците што ми го дале. Оти не ке имам равен јас дар, кога хајците ќе им го разурнат градот на тројците населен дом. Ако и поголем дел од потресната ужасна војна моите раце ќе свршат. Делбата кога ќе дојде твојот дел голем ќе биде.
а јас ке си одам со ситен дел, ама мил кон нашите кораби скапнат од бојот. Сега пак одам во тие. Зар подобро многу ќе биде дома да појдам со витите кораби, одошто тука, навреден од тебе јас да ти собирам богатство силно. Бегај си ти ако срце те повлекло. Нема да молам заради мене да останеш ти, зашто имам и други што ќе ме почестат мене. А најмногу, мудриот Зевс Бог. Ти си меѓу кралеите најомразен мене од сите, зашто е секогаш мила караница, кавга и војна. Ако си сосема јак, тоа Бог ти го подели од тебе. Оди со твоите другари дома, повељај ти мир ми дононцем, не се грижам за тебе ако си љут. Мојава закана слушај ја сега. Што ми одзема Аполон Бог твој Крисеида, ќе му ја земам јас сам, што и потешко баш ќе му биде. Бурило винско со очи од пес, а срце оделен, што ни во бој со војската ти да се ружаш, ниту во заседа пак со првенци да одиш не смееш ти. Зарето ти е рамно со смрт. Зашто полесно е од војската ахајска широка дарој да грабаш од оној што ќе ти се спротистави тебе. Народојадец си цар, зашто ти над никаквец си царваш. Сега за последен пат си ме навредил, сине Атреев, но ќе ти кажам нешто и ќе изречам голема клетва. Ајжи ми жезолот овој што никогаш повеќе лиси и гранки нема да пушти, штом го одсекле в гората еднаш. Ни ке зазелени тој, зашто железо нему му слюпило лиси и љушпа. А сега ахајските синови него судници враце го носат, што законот Зевсов го знаат. Но ова нека ти биде големата клетва. Но некогаш ке го посакаат Ахил ахајските синови сите. Туку не ке можеш ти ништо да им помогнеш со твојта жалост, но гумина кога јунокоморецот Хектор ќе кинат на смртна постела. А ти ќе кинеш срце љут, зашто не си го честил најарниот ахајски јунак. О, леле, голема жалост ахајската земја ја снајде, што ќе се весели Пријам и Пријамовите синови, ќе се радуваат мошни и другите тројанци сите. Само да чујат за ошто се борите овдека вие, што на данајците сега сте на чело в совет и борба. Заре некога ја и со поарни јунаци од вас сум живеел веќе и никога не ме презирале тие. Такви јунаци не сум видел, нито ќе видам. Каков што беше Пеиритој и водачот народен Тријан, како Ексади, Кајнеј и рамниот богу Полифем, или те сепак Аје на бозите бесмртни стичаи. Најсилни оние биле од мажите смртни на веков. Најсилни биле и воделе бој со суштества силни, со ние лиоти горски нифи истепале страшно. Никој од мажите смртни на веков не би се фатил со нив. Јас кога сум дошол с краја од далечен пилсу другарувал со нив, заре самите тие не ме викнале. Тие збор ми слушаа и моите совети пазеа. Затоа почујте ме сега и вие, заре повеќе вреди. Нито ти овему мома да одземаш силен бидејќи, но остави му го делот која хајските синови прво што му го дали. А ти, сине Пелеев, не карај се јавно со царот, зашто иста чест со тебе никога немал цар жезлоносец на кого Зевс му подарил слава. Ако си појунак ти, те родила богиња тебе. Овој пак поима мошт зашто повеља повеќе луѓе. Остави го гневот, сине Атреев, смирија срдбата против дивниот Ахил, зашто е штит на ахајците од првата војна. Сето е ова вистина. Поправи на старче си рекол. Туку пак овој сака на сите да биде. Сака да царува мажов, да им вика на сите да не слуша никого овој. Нека ме страшливец сега и никаквец наречат мене, ако во се што ќе кажеш те послушам уште јас тебе. Вакат на друг, а не мене да повељаш и да викаш, зашто не ни мислам јас повеќе тебе да те слушам. И ќе ти кажам и друго, а ти запомни си го добро. Повеќе нема со рацете мои да се бијам за момата со тебе или со друг. Земете што сте ми дали. Туку од другото што го имам на брзиот црниот кораб, ништо не ќе можеш да ми земеш без моја волја. Ако сакаш,
Види се, ај. Так ја знаат и овие. Час ке ти потече под моево копје крв црна. Појдете Ахилов чадор и личната ваш присаида да ја земете вие. Ако не ви ја даде тој, ќе му отидам с повеќе луѓе, што и потешко баш ќе му биде. Другари, вие вожди аргејски војводи први. Зевс, синот Кронов ме сплетка слепотија претешка мене. Силниот ужасен бог што ми обетил еднаш и мигнал дека го освоја мили лепоциден и ќе се вратам. Измама лошо ми смислил и пак ми нарачува сега беславен варк да се вратам што полк сум загубил силен. Така си нашол за добро семошниот Зевс туку речи што веќе разурнувал многу и досега беде ми градски и ќе разурнува уште, зар мощ најголема има. Туку ај, како ја што ќе ви наредам, слушајте сите. Да се вратиме ние со нашите кораби дома, зашто не ќе падне Троја со ширните улици уште. Вака им рекол, а тие сите замолкнале ко нему. Долго занемеле од очај сосема хајските синови. Најсетне пак прозборил Диомед, гласовитиот борец. Сине Атреев, јас прв ќе осудам лудоста твоја кој што е ред на соборот, зар ти не срди се, цар? Мене ми оспори ти сред данајците јунаштво прво, наречувајќи ме страшлив и безсрчен. Сето пак тоа многу добро го разбрале хајците млади и стари. А тебе пак, синот на Крон, на лукавиот едно ти делил. Жезолот тој ти го дал за да почестен бидеш пред сите, но не ти делил тебе јунаштина најмногу вредна. Кутар, зар вака ги цениш хајските синови и слагаш дека се страшливи и безсрчни како што велиш? Ако пак срцето така ти повеля за да се вратиш, оди. Еве ти го патот. Корабите крај море ги имаш, што од Микена ти дошле во придружба сосема многу. Туку другите ахајци краснокоси уште ќе чекаат додека Тројскиот град не гурне. Можат и тие да со своите кораби побегнат во својата родина мила. Ние пак, Стенел и јас, ќе се бориме седурна или не му го видиме крајот, зар Бог нас вамо не довел? Вака им рече ахајците, сите гласно го добрија зборот на тој Диомед конјокротец. Сред нив пак стана и прозбори збор витезот Нестор. Сине Тидеев, во војната ти си најсилен јунак. И од врсниците своји во советот најпрв од сите. Не би ти покудил зборот да хајците сите, ниту еден, нито би одрекол нешто. Но не си го дорекол зборот. Вистина, ти си и млад, па и син да ми бидеш би можел. Најмлад од сите по возраст, а зборуваш умно ти сепак меѓу аргејските крали, што сосема право си рекол. Туку и јас, што се гордеам што сум од тебе постар. Да го доискажам сето и разјаснам, никој зар мене не ке ми го земе зборот. Ни самиот цар Агамемно. Не знае оној за род, за огниште, свето и закон кој што го милува бојот и грозната граѓанска војна. Туку ај, да и се покориме на црната ноќ и да си вечера ни ја приготвиме. Стражите нека крај ископаниот ров од бедемот надвор си легнат. Ова на момците имам да и нарачам толка, после ти заповеда им, сине на Треј, заш ти си цар најпрв. Дај на старците гозба, заштрете и прилега така. Полни чадорите, свиноти се што тебе хајските броди по ширното море вездено тракија ти носат. Секој ти можеш гости да пријемаш многу што ги имаш. Кога многумина пак ќе се соберат, почуј го тој што најарен ќе изрече збор, зашто треба за хајците арен и паметен совет. Душманите зар добродојте огној запалиле многу, но кој би се радувал со ова? Војска во оваа ноќ ќе уништи и ќе ја спаси. Цару, ти сине Атреев, а хајциве сакаат сега најсрамен нашта те сторат сред сите баш смртници тебе. Ни ветувањето ти ги исполна што ти го дале кога си гределе маму од дар, што е богат со коњи штом ќе го заземеш или лепотиден дома да тргна. Но стрпете се уште малку, другари, чекајте овде за да се види дал право ни прорекол Калхан ни криво. Заре го знаеме добро во срцата ова и сте сведоци за колку не ве одграбнале смртните мрии вчера и завчера, кога хајските бродои ни јавли да се присобрале, зло им на пријама и Троја носејки.
ти измолкнал тој жртвеникот на Јавор Споздал. Тука врапчињата биле, под летарци слабички мали горе на крајната ветка под лисијата збрани во купче осу, а мајката пак што ги испилила 9 била. Што сте замолкнале, вака јахајци с убави коси? Доцна премудриот Зевс ви го показал вењето чудо и ќе се исполни доцна, а славата ќе му е вечна. Како што овој ги за врапчињата мали и неа 8, а мајката пак што ги испилила 9 била, така и ние онолку ќе војваме години овде, а во 10-та градот со улици ширни ќе падне. Така ни прорекол овој. И се исполнува сега. Олеле! Олеле, вистина, вие зборувате кода сте деца луди што не знаат тие за воени работи ништо. Каде за клетвите ќе одат и кај договорите наши? Во огон зар советите и одлуките умни да паднат нашите свечени думи и заклетви вербата наша? Зар ќе се караме ние со спорови в празно, а средство никакво зар да се најде при се што сме одамна овде? Сине Атреев, со намера ти како порано цврста води ги напред аргејците пак во силни битки. Ако пак копне некој посака дома да појде, црниот кораб свој добро покривен нека го земе за да ја пресретне смртта и судбата најпрв од сите. Но убедувај ги цар и другите добродумајки зашто не ќе биде зборов за фрлање што ќе го кажам. Одели мажи по племе и родови си не Атреев, така што род да си родува племену помага племе. Кога ќе направиш така и ако ти се покора тие, тогаш ќе знаеш ти кој вожд и кој војник е добар, а кој е пак лош. Ке знаеш дали не го земаш градот зашто Бог не ти досуди уште. Или пак војската твоја е невешта в борба и лоша. Чујте ме, тројци и дарданци, еј! И сојузници славни! Сега си мислев, ги сотрев корабите, а хајците сите, да ќе се вратам чинен Вилјам ветерен назад. Пред тоа мракот пак дошол, што најмногу сега ги спасил тие аргејци нихните кораби в морските брегови. Туку на црната ног не ќе се покориме сега. Вечера ние да сготвиме пак. Крастокосите коњи, ајат прегнете ги ви од колите. Дајте им храна и доведете ни одграти говеди дебели овци пргу. Па донесете медено вино од дома, уште и лепо. Па соберете издоста дрва за да ни целата ноќ, дури до ранопутната зора палиме огнови многу. Да до небо пламенот стигне. За да не трнат по ногта хајците преченоноци. Да не чекат со безбој на корабите цели и здрави, туку донесе секој од овие рани дома. Погоден или од стрела, или пак и од шилесто копје кога ќе влегува в кораб. И друг за да некој се плаши на кој кроците тројци да им донесе плачевна војна. Нека класиците мили на Зевс низ градот јавуваат на тие премлади момци на белокосите старци. Околу градот да легнат ке богосозданите кули. За ослабичките жени да секоја в куќата своја огон си запали голем. А сигурна стража да стои, за да не навлезат в град кога војската не ќе е дома. Сторете како што велјаме и пресвели тројанци така. Речта пак, која е сега разбирлива нека се каже. Утре на тројците пак, кој кротци речки им речо. Имам и верба и надеж од Зевс и другите бози дека од мриите, вамо вратените психи ги стераат, што кон корабите црни ги влечкаат смртните мрии. Туку, во оваа ног да се пазиме самите добро. А урушајќи се в панцир во зорите утрина рано, љута ќе биеме битка кај видите кораби ние. Сакам да знам дали тој Диомен, синот силен Тире, откај корабите в град ќе ме одбили со мечот, јас ќе губјам некој крваво оружје земам. Утре ќе го открие тој јунаството свое сала кој ги издржи моето копје. Но јас меѓу првите мислам дека ќе се испоручи ранет, а крај него другари многу, кога ќе уграј утре со девцето. Јас нека бидам безсмртен, везден и млад, и вака да мене ме честат, како што Бога го честата Полон и Атенаја, како што овој ден зло на аргејците сега им носи. Ако го имаш умот ти на враќање, Ахиле Светли,
А од корабите брзи ни најмалку не сакаш огнот сега да го одбиеш пуст, зашто срдбата в срце ти слегла. Како би можел сетне да ме оставиш овдека, сине, сам? Кога стариот Витез Пелеј ме испратил мене до тебе, оној ден, кога ко момченце од Втија те пуштил до Агамемнон, дуруште не си знел за претешка војна, ниту за соборити. Затоа мене ме испратил во се ова јас да те учам. Беседникарен да станеш и работи добри да знаеш. Затоа, сине мил, сега не би сакал јас да ме тратиш, дури ни ако Бог би ми обетил да избрише старост и да ме направи млад каков бев еднаш, кога бегав јас од Хелада, што живеат во неа прекрасни жени. За да не се карам онде со родниот татко Аминтор Орменов, што ми бил љут за држанката с убава коса, зашто ја милувал неа, а брачната жена ја бркал. Мајка ми моја, што вез ден ме молела мене јас да легнам со држанката, прв да ја замрази стариот неа. Јас ја почув и сторив. А татко ми кога ме разбра почна да колне и грозните ерини и тој да ги вика. Никога, син, да не дочекам јас на коленјата мои речи. А бозите баш му ги исполнили клетвите небо. Зевс, подземниот бог, и Персефонеја грозна. Јас си бев намислил него да го убијам со острата сабија, но некој од безсмртните мене ми го умирил гневот. Што мене зборо и прекори многу меѓу луѓето ми ставил за да не се викам јас сред ахајците од сеубиец. Тога не сум смеел ондека да останам никако веќе. Ни да се бавам во домот од срдбата таткова тешка. Вистина, роднини многу од околу сегде и внуци го задржувале него молеки го. И многу се пиело вино од полните старчеви стомни. Тие со ред 9 ноќи се редом стражареле. Никако огнот не гасне. Еден во дворот до тремот преграден добро, друг пак пред спалната соба на прагот. Но кога веќе ми дојде 10-тата ноќ мене мрачна, тога јас стројните врати од спалната сум ти ги скршил. Потем сум бегал јас вон од пространата земја Хелада и во грудчестата Втија. Во овчата мајка сум дошол, горе до царот Пелеј, што ме примил и честил како што единец син кај неговиот татко се чести. Уште и богат ме стори и придружи неброен народ. Седев на крајот од Втија и над долопјаните царва. Та сум те сторил, онолкав, Ахиле, на бозите сличен, зашто сум те од срце љубел. А ти пак не си сакал со други ниту да нагости одиш, а ни дома си сам да си седиш, ако не те седнев прво на моите колења тебе и не ти подадев месо и пресечев месо и подадев вино за ручек. Често по кошулја ти си ми изблювал мене од уста, вино враќајки во пустата детинска лудост. Така јас со тебе многу сум издржал и истргал многу. Често мислејки се, зошто боговите не ми допуштаат род, туку Ахиле, сличен на бозите. Тебе сум сакал, син, да те сторам. За еднаш од смрт да ме одбраниш срамно. Туку ај, Ахиле, дај ми ти на Зевсовите керки милост и чест, што им свртува уми на другите честити луѓе. Зашто ако не ти даде дар и не ти вети уште и други синот Атреев, и ако продолжи да ти се љути, не би те советувал јас да ја одбиеш срдбата и да им помогнеш ти на ахајците, макар што страдаат. Здрами си, Ахиле, везден со трпеза полна и рамна. Ние и в чадорот сме на цар Агамемнон Атреев, како и овдека сега, отимаме јас тија многу срце што крепат. Но не сме за милиот ручек ти дошле. Туку се плашиме мощне хранениче Зевсов дедајќи мака, не се знае зар дали корабите ќе останат или ќе пропаднат тие, ако ти не се замешаш в бојот. Зашто го кренале близу до бедемот и добродојте табор од гордите тројци славни сојузници с краја огнови многу палејки низ војската. Не мисле тие тука да запретнов црните кораби уште ќе удрат. Тога пак Зевс, синот Кронов, им светна ним покажувајќи белези среќни, а Хектор бликаештем сила и снага беснел страшно соверба во Зевс, не почитувајќи мажини богови други, зашто го обседни силната снага.
ова во срцево мощне се плашам. Боговите нему да не му ги исполнат заканите сега. Ние пак с крајот пред конјогојниот арк да изгинеме тука пред Троја. Кај стане як мислиш, хајциве макар и доцна да од тројанската врева ги избавиш. Сетни и самиот зар ке се изедеш, нема да најдеш никаков лек за сторедото зло. Туку порано многу мисли си. Како да најците од лош ден ти да ги спасиш? Татко ти тебе ти нарачувал, другару мили, оној ден кога од Втија до цар Агамемнон те праќал. Чедо ти мое, ќе дадат сакаат Хера и Атена сила, но ти совладувај го јуначкото срце. Зашто се поарни и мощни љубезните обноски, Везден. Секогаш, крај да иставаш на лошата кавга, за тебе да ми те честат аргејците, млади и стари. Стариот вака ти велел, ти ги изуми. Туку и сега. Стани, пушти го гневот душогубен. Зашто Агамемнон достојни дарои ти дава, сал ти да го напуштиш гневот. Ајде сега послушај ме, а пак јас да ти раскажам дарови колку ти ветил во чадорот цар Агамемнон. 7 триножници нови, а таленти 10 во злато. Нито сиромашен пак од скапоцено премногу злато. 20 блескави котли, 12 хранети коњи што поведувале в трки и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил коњите награди колку му донеле на Агамемнон. 7 тој жени ќе ти даде безпрекорни дела што знаат, лесбијанки, што си ги запленил тој кога ти си го земал лесб, што сред женскиот род во убавина се одликуваат. Ќе ти ги даде тој тебе, а со ними Присеида, што ти е одграбнал тогаш. И голема клетва ќе даде дека не ќе легне и не ќе облюби неја што е законито право за маж и жена од цару. Се ова ќе биде за час ако ни само дадат бозите да го разурнеме градот приемов голем. Ти да си влезеш в кораб и наполниш стучи злато. 20 тројанки нека самиот за себе земе кои се по аргејката Елена најлични жени. Ако пак стигнеме Варга Хајски од плодното поле, сет ќе те направи тој. Ќе те почести равно со Орес што му е дородок мил и во обилие силно си расте. Ќерки си има во дворецот убаво градено, 3, Хрисотемидаса и Фианаса и Лаодика. Која ќе посакаш од нив без прид да ја волиш ти неја во Пелејовиот дом, а тој ќе ти даде и дарој премногу уште колку што не и дал на ќерка си никој. 7 ќе ти даде градови населено убаво, Кардамила, Енопа и древната мощна Хира, уште и самиот лозовит Педас, божествената Фера и Ајпеја, красната Антеја. Во овие живее народ што говеда многу и овци има, што тебе ко Бог ќе те честат и што под жезлот твој ќе ти даваат даноци доста. Ако пак ти си го замрзил дно срце синот Атреев, па и неговите дарои, смилувај се тога и на сите ахајци и други што гинат тука низ војскава, така те честат тебе ко Бог, зашто кај нив преголема слава си стекол. Ти ќе го убиеш сега и Хектора ако ти дојде близу в погубниот бес, зашто не му е равен си мисли меѓу данајците никој на кораби вамо што дошли.